Здраво, ова е 284-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Балерина од Чунг Хјун Ли, во кој станува збор за поранешната телохранителка Окџу, глумена од Јеон Јонг Сео, која се кае за тоа што не можела да ја спаси својата пријателка која била злоупотребена, но затоа се обидува да ја исполни нејзината последна желба, односно да се одмазди во нејзино име на злосторниците, за да не може да продолжат да упропастуваат туѓи животи. Реваншизмот е една од најстарите тематски филмски алатки за мотивирање на ликови и придвижување на действието, која е преупотребена до тој степен што има посебни филмски поджанрови кои се темелат на неа, како што е случајот со Rape Revenge филмовите, односно силување одмазда филмовите. Има две инстанции врз кои се извршува одмаздата во овие филмови, кај што од една страна се филмовите како Revenge и I Spit on Your Grave, Thriller, а Cruel Picture, каде жртвата од како ќе биде злоупотребена наоѓа сили да го возврати ударот и ги убие нејзините злоставувачи. И втората групација на филмови се Кревеновиот Last House on the Left и Бергмановиот Virgin Springs, односно во понова ера Promising Young Women на Emerald Fennell, филмови во кои блиските на жртвата се тие кои говорат во нивно име, со јазикот на одмаздата, филмови во кои треба да се вброи и Балерина, затоа што во тој филм жртвата ниту била моќна да се одбрани од злосторниците, ниту била заштитена од деградирачките цели кои ги изведуваат антагонистите. Тие во овој филм практикуваат да ги зголемуваат приватните колекции на домашни снав снимки, кај што жртвите во нивната волја и свест се малтретирани и силувани, што исто така од хардкор до 8 мм е еден од конститутивните елементи во инструментариумот по кој се посегнувале пред се режисерите, а во овој филм се засебен инструмент за уцена, со кој ги држат под контрола жртвите за да ги поробуваат и користат при здрава свест. Незавидна ситуација во која нема вразумување со збор кога сила е во прашање. Доколку Promising Young Women се издвојуваше од останатите филмови во категоријата со начинот на кадрирање, колоритот и етапната структура, Балерина се разликува од останатите со агресивниот пристап во снимањето на акционите сцени, но и со исклучително кадрирање кое нема да го погледнете во ниту еден друг модерен филм. Точно е дека The Raid, Kingsman и John Wick имаат масовни боречки сцени кои остануваат запаметени во колективната свест, меѓутоа и Балерина има неколку впечатливи кореографии кои се недостижни за останатите филмови, како што е прекрасната пресметка во хотелот, како и алузијата на Олдбој, на корејскиот великан Парк Чан Вук во масовниот кадар во лабораторијата. Ладнокрвната актерска изведба на Јеон Јонг Сео е повеќе од потребна за да се даде до знаење на гледачот дека е подготвен ликот да го даде својот живот само за да ја заврши само зададената мисија за дератизација на криминалци. Околности кои го изискуваат да излезе нејзиниот монстrum на површина. Таа дури се декларира како балерина, поистоветувајќи се со жртвата која ја одмаздува, за да биде поблиску до неа. Во жанровската амалгамација на филмот, покрај акционите секвенци, потопени во крвави ефекти од рангот на хорор филм, со тензични трилер исчекувања, се демонстрираат и начела на хумор, кога е во прашање, например, клишето за набавување на орудието за извршување на одмаздата во конфронтацијата со антагонистите. Музиката на Греј се базира на пулсирачка електроника со користење на елегичен синт кој што доминира во интимните флешбеци. Електронски бит е на преден план во боречките, иако се сомневам дека има место па за вокални композиции за време на акциони сцени, кои исто така како и во еротски сцени, например, сами по себе треба да бидат неми, но сосема доволно е за одржување на темпото да се употреби инструментален бит. Ништо не е погрешно, само непотребно аудитивно се одвлекува вниманието, наместо да се акцентира визуализацијата. Не се снима видео спот и не треба да е снименото во функција на музиката, наместо обратно. Директорот на фотографија од The Call, Чо Јунг Гик, е соработник на Чунг во сите проекти. Неонски светла во кој би уживал рефан од Only God Forgives и Driver се присутни во овој филм. Имаме доли добрижувања, холандски тилтови, жабји и птичи перспективи, коси агли, па дури и превртен кадар се оружја во неговиот арсенал, кои немилосрдно и безпоштедно се употребени во секој од кадрите. Штом се купува пламен фрлач, греф е да не се искористи во вестернов екстремно широк план. Секој монтажер што ќе
успее да склопи долг игран филм со време трајање од 90 минути е мајстор на занаетот, со прецизен сатор во раката за сечење на режисерското его, со понекој смешкат во боречките сцени. А додека сме кај боречките секвенции, тие се уникатен белег на филмот, како што е сцената во просторијата со тапети со впечатлив принт, каде што еднаш се погледне настанувањето на лузната на лицето, никогаш нема да се заборави таа сцена од сеќавање. Сепак, да се украде лицето и ламборџините на еден антагонист не е мала работа. Одмаздолюбието во корејскиот филм е наративна константа која е застапена во секоја деценија, без разлика дали е опрашање акциониот The Man From Nowhere од 2010, одмазничката во The Villainess или заканувачкиот No Mercy, изненадувачкиот A Bittersweet Life, брканицата на мачка и глушец во I Saw the Devil или The Chaser, или заштитата на ќерката од психопатот во Memoir of a Murderer, односно огромен е бројот на акциони корејски филмови кои тематизираат прогон и одмаздолюбие, кое се доведува до екстреми, говорејќи за бескомпромисноста, садистичка и злорада човечка природа. Балерина многу лесно може да се додаде во оваа дружина и тоа да биде еден од поквалитетно снимените филмови за кои нема да се зборува многу во иднина, но ќе се открива од индивидуалци кои ќе се нурнат во оваа групација на филмови. Корејскиот режисер Чунг Хјун Ли е име кое будно го следам изминатата година, затоа што мислам дека има огромен потенцијал, љубопитство и инвентивност во овој режисер. Светската јавност ја привлече уште од првиот краток филм Барген од 2015 година за тинеџерката која завршува во хотелската соба да договори губење на невиност, што се претвора во нешто сосема неочекувано, краток игран филм награден за најдобар филм на фестивалот во Бусан, кој послужи како предлошка за екранизирање во формат на истоимената ТВ серија која неодамна се појави, со тоа што Чунг не учествуваше во неа како режисер, иако неговата девојка има носечката улога. Првиот филм кој го гледав од него беше The Call од 2020 година, кој е корејски ремейк на хорор филмот The Caller, за два лика кои живеат во две различни децении и ги врзува еден телефонски повик кој ги побива законите на физиката, во кој се убеди во способноста на кадрирање на Чунг, која ме воодушеви, затоа што умее да сними сцена која најчесто би ја решиле неговите колеги во план-контраплан на најконвенционален начин, а тој снима и монтира од 100 агли и на тој начин внесува тензија и исчекување во секој кадар. Истата година го сними на Samsung Galaxy краткиот игран филм How е тоа, во кој една девојка се враќаше назад во времето за да го спаси саканиот, кај што максимално ја употреби преносливост на мобилниот телефон во своја полза, а сними една епизода од серијата Born to Spy. Може би делува скромно неговата филмографија, но тој режисер успеа да создаде неколку свежи и смели остварувања за неговите 33 години, што останати режисери и два животи да имаат нема да може да ги достигнат. Најголем непријател на филмот е неговата симплифицирана формула, која не остава многу простор за изненадување, штом се постават играчите на теренот без нивна детална карактеризација, а не само сооднос, кој ме остава да хипотетизирам дали се крие нешто повеќе од пријателство помеѓу девојките, но несомнено дека нужно е подетално градење на ликовите за свестојано да се поврзе гледачот со нив, губејќи можност за носење на автентични решенија, поради кои ќе придонесат на дистинкцијата помеѓу овој филм и останатите одмазнички филмски саги, без разлика на тоа што е реализиран на високо техничко рамниште за еден тензичен филм. На крајот на денот, зошто да му е грижа на гледачот дека балерината треба да биде одмаздена кога режисерот се преоптоварил со форма, а не со држина. Филмот се наоѓа во едно премреже помеѓу моите колеги филмски критичари и стриминг гигантот Netflix, кај што секојаш има една доза на сомнеш со која се приоѓа на филмовите кои се наоѓаат таму, генерализација која не секогаш е оправдана, а фактот дека филмот не играше на мноштво филмски фестивали, освен премиерата што ја имаше на фестивалот во Бусан, ден пред да заврши на Netflix, па дојде до својот гледачки аудиториум на ексцеленцијата од неколкуте избраници, кои ќе го имаат ексклузивното право да може да го погледнат. Не беше таков случајот со овој филм, затоа што им стана достапен на 230 милиони претплатници ширум светот, што во секој случај е неспоредливо подобра иднина за еден филм, отколку да биде погребан без дистрибуција на некој бајат филмски фестивал, наместо фестивалот во Бусан, останувајќи погледнато тројца во киносала во чкарт термин.
Така што филмот е наменет да биде погледнат од што е можно повеќе луѓе, а не од неколку избраници кои се затекнале на правото место во правото време. Уметноста треба да има вонвременски квалитети, така што масовната пристапност секогаш ќе ја вреднувам повеќе од ексклузивитетот. Филмот си ја најде својата публика. Агресивен корејски жанровски филм во кој губитокот на човекот кој ќе покаже дека постои светлина во светот е мотив за исклучување на животното светло на сите кои имале удел прерано да згасне добрината во светот. Единка против корумпираното мнозинство во поход за истребување на плевелот кој го уништува секој раст на леја засадена со надеж. И доброто и злото предизвикуваат реперкусии. Ако морам да го евалуирам, тогаш Балерина од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 284-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!